Со дел од измените на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, што владата го усвои на последната седница, рокот за достава на елаборати за легализација на диво изградени објекти се продолжува до 31 декември 2015. Ке биде продолжен и рокот за легализација на тераси пренаменети во стамбен простор до 30 јуни 2015 година. Инаку, оние лица кои поднеле барања за легализација и поднеле елаборати, процесот на легализација ќе мора да го завршат со крајниот рок предвиден од моментот на донесување на законот, односно 5 години по стапување на сила на законските измени до 2016 година, а дополнителен рок за легализација на објекти за оние граѓани кои не поднеле барања до март 2011 не е предвиден, истакна раководителот на одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при општина Крива Паланка Добривој Николовски. Се даде рок, се даде можност тоа што е изградено без одобрение да се легализира. Целта беше да се направи пресеподно се собират бесправната градба да се заустави. Сите објекти на кои е поднесено барање за легализација, а продолжиле да градат и после период 2011 година, значи после март месец 2011, во колку се докаже, во колку надлежните институции ни достават било какви сознанија или се води некоја постапка дека граделе и понатаму продолжиле со градба, не сме во можност и тие објекти да ги легализираме. Значи нема да бидеме можност да се легализират и тие објекти. А прашањето дали ќе има повторно ќе се продолжи законот, ќе се даде можност на овие објекти сега што се градат. Има ли потреба реално? Мислам дека нема да се даде прво, нема да се даде таква можност, пошто дадена е шанса тие што се можеле и поука понатаму да не се градат бесправни објекти. Инаку, од поднесени вкупно 3610 барања за легализација на бесправно изградени објекти до одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при општина Крива Паланка, во 2013 година издадени се 92 решенија за легализација. Дополнително ќе следува легализирање на земјиштето под изградените објекти. Има доста граѓани кои од разни причини имале објекти изградено како и другите пред 2011 година, меѓутоа од разни причини не поднеле барање. Дали од незнање, дали не биле присутни тука, дали од разни причини, а има и граѓани кои имат изготвено геодетски елаборати, меѓутоа немат поднесено барање и тие граѓани остануваат сега, нивните објекти не остануваат нелегализирани, ќе останат нелегализирани. Очекуваме барем за тие што ќе се докаже дека имат такви објекти изградени пред 2011 година. Збориме само пред 2011. После тој период не верувам дека ќе се донесе закон да се продолжи рокот за легализација. Значи пред 2000 ако се даде можност барем на тие граѓани тие да си ги остварат своите права како останатите граѓани да бидат равноправни со другите граѓани. Во Македонија досега се легализирани околу 90.000 диво изградени објекти од вкупно поднесени 350.000 барања за легализација.